Почитувани, ВМРО ДПМН најостро го осудува вчерашниот најнов инцидент кога активисти на Демократската партија на Србите биле предмет на притисок и закани, а како резултат на најновата злоупотреба на полицијата од страна на Спасовски. Евидентна е нервозата и стравот кај СДС од изборниот пораз, поради што прибегнуваат кон груби прекршувања на изборниот процес, закани и притисоци. Во конкретниот случај, злоупотребена е полицијата за партиски цели на СДС и извршен е неовластен претрес и задржување на лицата, а причина за тоа била што активистите на Демократската партија на Србите делеле пропаганден рекламен материјал, што представува редовна партиска активност која е законски загарантирана. Ова значи дека полициските службеници очигледно ги надминале и злоупотребиле своите овластувања. А кон партиските активисти биле изречени отворени закани за нивната политичка активност. Бараме итно расветлување на овој најнов инцидент, кој се случи во исти ден кога со смртен исход заврши претходната огнена престрелка во која животот го загуби носителот на советничка листа во Кичево. Го подсетуваме Спасовски дека се уште нема расветлување и на инцидентот со искршените штабови на Демократската партија на Србите и на штабовите на ВМРО ДПМН. Воедно на терен се случува директно и зачудувачки дрско мешање на државата и партијата, а во изборни цели неопходни за СДС. Спротивно на закон, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули партиски агитира и оди од куќа на куќа делејќи пропаганден материјал на СДС. А во изминатиот период од 4 месеци на владата на СДС, истиот тој Макрадули не реализираше ниту една мерка за заштита на животната средина, на која толку многу се повикуваат и им ја нудат на граѓаните. Вториот случај е министерот за финансии, кој наместо да работи на подобрување на економијата, која влегува во рецесија, држи партиски настани во изборни цели заедно со кандидатот за градоначалник од редовите на СДС во Штип, Бочварски. Ова представува директно мешање на партијата и државата. Забележливо е дека во редовите на СДС е присутен стравот и паниката од поразот кој ги очекува на 15 октомври. Тие знаат дека ќе ги загубат изборите. И ова им е последната шанса да го свртат вниманието од големиот пораз кој ќе им го испорачаат граѓаните. Следејќи го однесувањето или неработата на полицијата и исполнувањето на партиските насоки за неосновано поднесување на кривични пријави против кандидати за градоначалници или носители членови на советнички листи од ВМРО ДПМН, големиот број на инциденти проследени со убиства, тешки телесни повреди и загрозување на животот и нарушување на предизборниот процес, може да заклучиме дека власта на СДС покажува класична неспособност да организира фер и демократски избори. Сите овие инциденти и нарушување на изборниот процес се производ на нервоза и паника во редовите на СДС. Тие знаат дека поразот од граѓаните доаѓа. Ви благодарам